bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal dojke stane najmiliji. Slava ti, Gospode Isuse Kriste, Tatko moj, Tatko koji si na nebesata. Da se sveti ime to Tvoje, da me osveti ime to Tvoje. Koje je to ime? Pa se razbira Isus Hristos, dadeno mu je ime, mu dade ime nad всекое ime. To je ime to sa koje nije go povикуваме и друго to je Tatko, Tatko, Tatko. Зборуваме за практично христијанство, христијанство во живот, не виртуелно, не есеистичко, како би се рекло, умствено. Со сето срце, со сиот разум, со сета душа, со сета сила, љуби го Господа, својот Бог, да го познаеш, да го возлюбиш, да му се предадеш како што невестата се предава на младоженецот, како што тие стануваат едно тело, кога се сакаат и се име заедничко, се моје е твое, ти треба првим да речеш, Татко, погрешив пред тебе и пред небото. Како да го вратиш тој однос, ете тоа е целата суштина. Да се свети името Твое во моето срце, во Твоето срце. Да дојде царството Твое во мене внатре, царството Божие во нас внатре. Да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Волјата е Негова. Зошто? Па треба да научиш покорност, да те научи, да те врати, да те подсети, да ти покаже што си ти, зошто си на земјата, зошто си паднал, зошто му се поклонуваш на сатаната и му служиш, зошто те излажа. Да те научи да велиш да, не. А се што е повеќе од тоа, од лукавиот, го имаме тој стих. Што значи тоа да, не. Па не. За кого е да, за кого е не. Ти му велиш да, тој филозофира со стихови, се мава со цитати. Не. Дали мислиш вака, а овој стих, а оној стих. И тој ги открива стиховите и ги бара со телесен ум значењата. Ние зборуваме за препуштање. За препуштање, тој да зборува. Кога ќе ве приведат, се сеќавате. Кога ќе ве приведат, не грижете се што ќе зборувате. Духот на вашиот Отец ќе зборува низ вас. Тоа е целата суштина, да го научиш тоа. Да го дозволиш тоа. Да успееш да разбереш. За кого е не. За Исус е да. За сатаната е не. Дали го разбираме и применуваме тоа? Ние го имаме тој момент, бегај од мене, сатано, му вели Исус на Петар. Некогаш Петар е внатре во тебе, треба на самиот да си речеш бегај од мене, сатано, поради некоја мисла, некоја желба, некој повтеж, нешто што те излегува, што те извлекува, што те исврла од законот, царскиот закон на љубовта, што не ти дава да имаш милост, а кога немаш милост, и нема милост за тебе во судот. Милоста во судот се пофалува. Го разбираме или применуваме тоа? Дали го разбираме? Да, не. Да за живот, не за смртта. Да за живот, не за смртта. Да за благослов Исусов, не за проклетство. Да за исцелување. Можеш ли да речеш да? Не за болести, страданија, заради непростено, непокајано, непокајан грев. И сега ми вели една, се покајувам толку години, не се исцелувам. И дознава дека, например, има имало магии. И вели,
Мислев дека нема магии. Видите, во Библијата пишува, и го имаме Симон кој правел магии и не може да го прими духот, зашто срцето не му е право. И други има. Ако пишува во Библијата, значи има. Тоа се дејства меѓу духовниот и телесниот свет со кој те врзува, те обесилува да си му се поклониш на сатаната. И сега тоа се интересни моменти. И он река, нема магии. И они се договориле дека нема. Така на собирот во Никеја кренале раце и рекле, Богородица ќе и светците се ќе ги славиме. Богородица е Бог. Не, таа е само избран сад, во кој е спуштен, во кој е отелотворен Исус Христос. Знаете, суштински таа не припаѓа од овој свет. Горе на небото нема да се мажат ни да се женат, како што вели. Туку се како ангели на небесата. Тешко се разбирате, и луѓето сакаат со умот, бидејќи имаш блокади во умот, не можеш да се исцелиш, не можеш да исчекориш и постојано се враќаш на едно исто. Грешен сум, например. Ој, анализира зошто мене вака ми се случува. Ама зошто јас вака? Па одбиваш да прифатиш ситуација и се материализира непокорност. На зверот му беше дозволено, цитираме, да се нафрли и да го навредува Бога. Тогаш зверот отвори уста, сведоштво во духот на овој свет. Полно е сведоштво, сатанско, и почна да го навредува Бога. Неговото живеалиште, како и небесните жители, Откровение 13:5-6, значи му се дава. Ако ти молчиш, не се спротиставуваш на тоа. Ти мораш да речеш не за сатаната и смртта. Тоа е тоа не што треба да го кажеш. А ти си ја минуваш на се вакцини, да, на тосани европејци, да, промени устав, да, промени ова, зашто да го менувам? Кога сатаната со пари ги купува вашите слепи водачи и ве водат во јама. А вие немате духовен водач. Или имате, а? Го имаш, а го немаш. Затоа треба да знаеш да кажеш да, не. И почна да го навредува Бога. Откровение 13:5-6, неговото живеалиште. Нема Бог, нели? На светскиот форум сега, економски, во декември, мислам, беше лани, 2022, на која беше и вашиот председател. Тој што ве води, тој што треба да ве води, да знаете со кого е донесена одлука дека Исус е лажна вест, тие ќе си направат Бог олтар и ќе му се поклонат. Веќе се припрема тоа. Потоа почнуваат да зборуваат за чипови, за вакцини. Пазете, и продолжува, над зверот му беше дозволено да војува против Божиите луѓе. Ти си овде во војна, не си на одмор. Треба да бидеш буден, бодар, да се молиш, да си во постојана врска со Исус. Исус да ти живее во срцето, само така ќе издржиш. Постојано им пишувам на македонски, Пајде да речем, тие што се спротиставуваат на сатанскиот свет, кај што сака да ја избрише Македонија како Израел, кои се 20 сведоци, не можат да се избришат. Дека само со Исус се победува сатаната и зверот. Значи да ги дозволено да војува против Божите луѓе и да ги надвие. Само со Исус издржуваш. Му беше дадена власт над секое племе, народ, јазик, раса. Над зверот ќе му се поклонат сите оние жители, чии имиња уште пред создавањето на светот. Пазете, му се поклонуваат над зверот и тука е целата проблематика. Ти веќе си му се поклонуваш на некоја слика, на некој цртеж, на некој адет, на нешто. Ти се поклонуваш над зверот. Богомилската книга добро го објаснува. Од црквите, над фреските, иконите, христијаните, не знаејќи, се поклонуваат на демони. Видете, тоа е целата суштина. Значи, сите над зверот ќе му се поклонат сите оние жители на земјата, чии имиња уште пред создавањето на светот. И како е можно, ќе речат, па тогаш е се предодредено, ти не можеш ништо да направиш, има една доктрина во една деноминација. Не е така. Ние не можеме да разбереме дека нема минато, сегашност и иднина во духовниот свет. Ете, тоа е тоа што го објаснува. Уште пред создавањето на светот, чии имиња не се запишани во книгата на животот, тие ќе му се поклонат сите, што му припаѓа на јагнето кое беше убиено. Откровение 13:7-8. Испаѓа дека однапред се знае. Да, ама таму нема минатно, сегашност и иднина, таму е едно.
I to je za nas neshvatljivo, zato ne se razbira. I ti misle дека odnapred to odredano, nekoj se loši, nekoj se dobri i ne možeš ništa da promeniš, nekoj ќе gurati во пеколо. Не е баш така. Ние зборуваме за слободна волја, за времена милост да го избереш Исус. 14 стих. Целта на вториот звер е да ги заведе луѓето на земјата. Тој ве заведува со чудата што ќе ги извршува. Најчесто привремени исцелувања. Тој ќе ги убеди луѓето да направат икона над зверот. На друго место се вели биста над зверот слика. Ќе му биде дозволено да внесе живот во иконата која ќе проговори. И ние сега, дали тој зборува суштински и не станува за она што го имаме видео, анимации, телевизија и сега што се пушта, како вика 3D, 4D, некој и ќе ги убива или зборува за вистински. Ние гледаме дека одредени слики се случуваат, некои, како ги нарекуваат тоа мироточење, плачење, менување на бои, некои феномени кои се меѓу материјалниот и духовниот свет, која ќе проговори и ќе ги убива сите, значи над зверот ќе му биде дозволено да внесе живот во иконата, ќе ги убеде сите луѓе да направат икона над зверот, ќе ги убива сите оние кои нема да му се поклонат над зверот. Дали му се поклонуваш над зверот? 15 стих. Дали му се поклонуваш над зверот? Што е тоа? Па ќе видиме што е тоа. Колку лика имат зверот? Звери имаш многу. Тоа е било што, например. Некој пијалок, некоја храна, некој објект, нешто што имаш, некој предел, некоја територија. Луѓе, 15 стих. При тоа тој ќе извршува 13 стих, големи чуда, значи Откровение 13. Те сакам Господ Исусе Христе. Од 13 глава 13 стих, тој ќе извршува и големи чуда, ќе направи дури и оган од небото да паѓа пред очите на луѓето. Првен што ми попаѓа е тој благодатен оган. Како го нарекуваат тие во православна црква грчка, кој не е покајана и му се поклонува над зверот, и му се поклонува на икони, фрески, Богородица, на свети и основачите деноминации. Ете, тоа е тоа, не може таму да слегува благодатен оган. Тој оган не е од Исус. Ти си ги убивал македонските христијани, попот ги благословувал, Мелас Каравангелис ги нарекувал Христови војници, луѓето ги благословувал и оделе убивале жени, деца и старци по македонските села. Не само што не се покајани, тие продолжуваат да негираат дека постојат македонци, та свесни се дека се дојдени од Азија, донесени се овде да ги избркаат македонците. Знаете, не може таму да има Исус. И видите, тоа е тоа. А вие само одете, носите го тој оган, така му се поклонуваш над зверот. Еве ја суштината, секој што ќе му се поклони над зверот и на неговата икона ќе прими белок на челото или на раката своја. Значи на челото обично ќе стават чипови, на раката. Сега ви ставаат вакцини, ви менува нешто, ви става сатански елементи. Ќе прими белок, тој ќе го пие жестокото вино на Божиот гнев. Ти си му се поклонил, си го избрал сатаната, ќе биде мачен, тој те прелажува со нешто одредено. Едно дете од Хрватска, кој имаме сведоштво на нашава страница, за да го натера да му потпишеш над зверот, му е дал на убавата девојка која му се свига. И таа му рекла, ако потпишеш му се дека си му припаѓаш на сатаната, да потпише на лист картија, ќе ти ја дадам, ќе бидам со тебе. Пазете. Те како тој работи. Кој ќе ми се поклони, ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите царства на овој свет, така да оние што водат овде на земјата се, тие кнезови цареви, например, што се околу Македонија, кои се дадени таму во 19 век, 20 на почетокот. Тоа се тие сатански водачи. Ја поделиле Македонија и дале други имиња, Бугарија, Албанија, Србија, Грција и понатаму Словенија и натаму се друго. Хеленизам и им дале цареви земни. Само на Македонија не и даваат деки цар на Македонија е Исус Христос, ако не сте знаеле. Не е Александар Македонскиот земен, зборувам за небесен цар, за цар над царевите, неговото царство нема крај, зборувам за вечност, вие сте овде привремено и не можете да разберете. И внимавајте дали вашите имиња се запишани во книгата на животот. Значи, кога пие жестокото вино, на Божиот гнев ќе биде мачен ќе биде.
од степенот на нељубов, нема да имаат спокојство ни дење ни ноќе, таква ќе им биде казната на оние што ќе му се поклонат над зверот и на неговата икона, слика, состојба и ќе го примат белегот на неговото име. Откровение 14, 8-11. Тоа се тие чипови вакцини кои ќе ги вградат, понатаму почнуваат да ги вградуваат. Затоа ни бараат децата да им ги дадеш на општеството, не на родителите. Затоа тие сакаат децата да го менуваат полот, да направат внатрешен конфликт и судир, да не знаеш кој си ти. Јас знам кој сум син Божји, кој го води Духот Божји, а тие ќе бидат синови сатански, му се поклониле над зверот. Не знаат за Бог. Просто им татко не знаат што прават. Те сакам синови на проклетството. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, затоа е важно што зборуваш, кому му се поклонуваш и кому му велиш да. Не. Ние му се поклонуваме само на Отецот. Татко, во дух и вистина, и Исус, тие велат Отецот, Синот и Светиот Дух. Да, така е, за да го разбереш ти тоа, но тоа се вика во името Исусово, што и да побарате ќе ви се даде, во името на Господ Исус Христос. Тоа е името. Татко, тие се едно и ти треба да бидеш едно со нив, еден дух, едно тело. Тоа е реалност. Не само во умот. Во Исус му се поклонувам, со Исус во срцето, друг препев и ќе му се поклонат сите земни жители чии имиња не се запишани во книгата на животот 13:8. Ти треба да се радуваш, да тежнеш да ти се запише името во книгата на животот. Да му предадеш се на Исус, да се вратиш во негова собственост, да му го предадеш срцето. Ти го давам срцево, да се вселиш во него. Една песна што слезе. Надминавме 50 на песни, одиме понатаму. Те сакам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Значи, целата суштина е како да се соединиш со него. Значи, ние сме сотрудници чии имиња се во книгата на животот 13:8. Ова е Филипјаните 4:3. Видете, затоа го нарековме ова наша молитвена единица, тајфа, касарна, гранична линија меѓу земниот и небесниот свет, плато, духовно. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Ти си сотрудник, сакаш да работиш за Царството Божјо, сотрудничиш со него. Работиш за Царството Божјо. Сосема спротивно е тоа дека едни ги направил, како што е вели овде, нели, нема минато сегашно си иднина во духовниот свет. Како е тоа можно? Па не можеш да го разбереш тоа, ни јас не го разбирам. Не се обидувам да го толкувам со својот ум и да стојам на тоа прашање, му се препуштам и тој ми отвара големи длабочини. Широчина и височина на Светото Писмо, му дозволувам да зборува низ мене. Мир вам, отворете го срцето, татко, ти го давам срцево. Дојди во моето срце, сакам да бидам син Божи, се мисли и на керка. Кога го води Духот Божи да ми помогнеш да се родам, да се променам, да се исцелам. Ти го предавам моево тело да биде храм на Светиот Дух, ти да ме водиш, да ме учиш, обликуваш. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти, Исусе. Љубовта Исусова да ме преправува. Над зверот му се поклонуваат оние чии имиња не се запишани во книгата на животот. 12 стих. Тоа се тие луѓе. Заради нешто што стои помеѓу нив и Исус, тие практично не можат да се откажат од материјалниот свет и тој делопоклонство. Знаете, нешто што ти да значи син, дете, мајка, жена, брат, објект, позиција, не ти се остава. Во Хамлет, во Шекспир го имате убаво раскажано. Го да работам со студентите од 3-та година, 5-ти семестар со студенти по актерска игра. Монологот на таткото на Хамлет кој вели: "О, грешен сум до небеса. Како ќе застанам утре горе пред семокниот Бог, пред Исус, кога си го сакам греот. Како да се покајам кога уште си ја сакам жената на мојот брат, ја зема жената на братот, губива брат му. Како кога си го сакам греот. Но овде можеби ќе избегам од законот, вели, но така не е горе." Го објаснува. Тоа апостол Павле го кажува: "Во мене живее нешто што не ми дозволува. Сакам да правам добро, но немам сила", и потоа добиваш сила на сите што го примија. Мораш да го примиш Исус во духот, во срцето. Им даде сила. Тој ќе ти даде сила да ги љубиш сите.
да бидеш љубов која никогаш не престанува. Ете тоа треба да бидеш љубов која никогаш не престанува. 12 стих, вториот звер. Видете колку зверчиња има. Му служи на првиот и ја принудува целата земја и жителите нејзини, како што нам ни правеа сега со ковидот, да му се поклонат на првиот звер, син сатански или копија на Исус. Тој секогаш копира одредени работи, како што Маслиновата гора, Света гора. Потоа во Македонија направена како препишувачка школа, денеска во окупирана од Егејска Македонија. Ајде ја земале, па не ги признаваат македонците, продолжуваат да ги малтретираат, не ги признаваат. Видете, и таму има Света гора, и имаме лажната позната Света гора Холивуд, на Бродвеј, широкиот пат што води кон пропаст, која произведува демонски свет, филмови со убиство, силување, дрога, кражби и така натаму. Ги учи децата уште од мали и песните им се сатански и стиховите. Внимавајте што пеете, што зборувате, дали велите да, не. Размисли што велиш да. Една сестра изборуваме, вака правиш, не. Велиш да на идолопоклонство, велиш да на слави, велиш да на града и манастири, велиш да. Да, велиш да. Не за сатаната и смртта. Значи, и правеше големи чуда, па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. 13 стих, друг препев. Тоа е тој оган. А ние имаме оган во капината што не согорува кога стоиш на свето место, кога застануваш пред семокниот Бог. Во духовно време, на едно место. Те сакам, Господи Исусе Христе, место за покаяние. Место за покаяние, да најдеш место за покаяние. Во 14 стих се вели биста над зверот или икона, тоа е тоа што се гради. Се поклонуваат луѓето на мртви, на гробови, на ковчези. 15 стих се убиваат оние кои не му се поклониле на бистата над зверот. Бевме во Пиринска Македонија. Мислам дека беше крестенско востание. И во манастирот од црквата влеговме и поподржи литургија. И во еден момент сите клекнаа на колена. И на друго место сме го виделе овој во Мелник. Останавме да стоиме само јас и Стојан Герасимов. Тој е пастор во Баптистичка црква во Благоевград или во Петрич. Ете, не можам да се поклонам. Или на гроб се поклонуваат. Само на Исус му се поклонувам, на мојот Господ. Ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите царства. Јас имам се. Мојот татко создал се мое е твое, се е мое, јас имам. Тој ми дава. Еднашка од Пиринска Македонија, службиве бугарски кои не дозволуваат. Мене ми е жал што бугарските политичари, грчките, па и албанските, па и другите што го негираат македонецот, го водат народот во проклество. Ми рече, знаеме ние тебе, никој не те финансира. Ти, демек јас сум бил занесен и кодам по Пирин, држам говори таму и за Исус и се. Јас им реков, не ме финансира, мојот татко е семокниот Бог. Јас му припаѓам на Исус Христос, внимавајте што правите. Тој ме гледа како окото на зеницата. Биста над зверот. Се убиваат оние кои не му се поклониле пред бистата над зверот. 15 стих те ги исплаши. Во 14.1 се Исусови следбеници, кои на челото го имаат напишано името Негово, да ми го напишеш името Твое на челото и во срцето, Господи Исусе Христе, овде живее Исус Христос. И името на Неговиот татко, нашиот Ава, Оче, татко. И гледајте колку луѓе велат Исусе, Исусе и татко, татко. Тука се гледа кога ќе дојде Духот мене ќе ме прослави. Никој не може да го нарече Исуса Господ освен преку Свети Дух. Тоа се важни моменти. И кога ќе дојде тој ќе вели Ава, Ава Оче. Тој се ќе ви објасни, тој ти објаснува. Немаш потреба да знам повеќе од тоа. Те сакам, Господи Исусе Христе, 9 и 10 стих, кој ќе му се поклони над зверот, зборуваме за Откровение, 14 и 13 глава, кој ќе му се поклони над зверот и бистата негова, и прими белек на челото или на раката, ете тука кај што сака да ги стават чиповите, ќе пие од виното на јароста, ќе биде мачен 17:8. Речете, како нема вечно проклество кога ќе бидеш мачен? Па да, тоа е привремено се додека не кажеш благословено некој доаѓа во името Исусово. Нема две вечности, вечноста е на Исус. Вечноста е љубовта, другото е минлива состојба. Иако нам не изгледаат милениуми, за Господа еден ден е како 1000 години. Тоа ако се, например, 100 дена, колку 1000 години се? 1000 дена. Колку години се? Па толку е тоа. Се додека не кажете.
се остава пуст вашиот дом. Помате и го има тоа. Се додека не кажете благословен е оној кој доаѓа во името Исусово. Тој доаѓа до вратите на пеколот и пак те избавува. Стариот завет, мудрост Сирахова или мудрост Соломонова, се едно. Зошто тој ги исфрлил вашиот учител глави од Стариот завет, кај што се вели дека нема вечно проклето. Се што е на земјата е спасоносно. Зверот ќе загине, беше и го нема. 19 и 20 стих. Тоа се ќе мине на овој свет. Јас ви зборувам за цар на македонците Исус Христос. Зверот и лажниот пророк се живи фрлени во огнено езеро. Ќе поминеш низ огнот на љубовта, златото нели се пречистува низ оган, поминуваш низ оган ако е самиот ќе се спаси, ако му се делата прави, ќе помине со делата, ако не ќе се оштети тој саминост, духот негов да чека суд. Душата и духот стануваат една, како да кажеме, садот во кој ти си служел. Дали си јадел со идолски жртви? Откровение 9.4. Петиот ангел труби, скакулци, скорпии ги повредуваат само оние луѓе кои немаат печат Божји на челата своји. Печат Божји на челата своји. 9.4. Кои го немаат знакот на Исус на челото. Тој што го има знакот на Исус на челото, кој е тој знак? Па тоа е човеку припадноста, си му се вратил, го напишал името твое, ти стал знак на челото за денот на воскресението. Ти си му се предал, ти нему му припаѓаш. Ја првин што им кажувам на луѓето кои доаѓаат во конфликт и се закануваат заради ставови за Македонија или заради Исус. Јас им велам, јас му припаѓам на Исус Христос, да знаете со кого имате работа. Да ти ми зборуваат за некои телесни сатански организации, натосани европејци, блудници вавилонци кои сакаат да го распнат македонецот, да го направат проститутка македонскиот народ. Не за сатаната и смртта, а тие повторуваат натосано европејство. Не за сатаната, разбирате ли вие? Да, за Исус. Македонија му припаѓа на Исус Христос. Македонија е вратена во Исусова собственост. Те сакам, Господи Исусе Христе. Чеда, пазете се од идолите. 1 Јован 5.21. Што се тоа идоли? Ова е важен момент. Ако не го разбереш, ќе изгинеш. Идолопоклонство те носи во смрт. Се што стои меѓу вас и Исус, се што стои меѓу тебе и Исус, тоа се идоли. Тоа ти е поважно, заради тоа се откажуваш. Деца, сопружници, пазете, заради децата, таа мујка ќе ти ги земам децата, го извлече од црквата. Мајката го извлече синот, синот ја извлече мајката, сопругот ја извлекува ова, таа заради партнер што си нашла, а по одминати години ја напушти заедницата. И ние имаме чуден момент, видите, тоа се идолопоклонство. Што се тоа идоли? Се што стои меѓу вас Исус, деца, сопружници, родители, управници, директори, спортисти, уметници, бисти, икони, предци, историја. Додадете самите, тоа се е зверот, храна, видови места, предели. Тоа се ликовите над зверот. Кому му се поклонуваш? Размисли. Што ви кажат они? На знаковен јазик. Сваќаш, размисли. Сваќаш, размисли. Кому му се поклонуваш? Исус. Дух Свети. Кому му се поклонуваш? Служењето на идоли недостојни да се именуваат, а ти им се поклонуваш. Пази, се почеток, причина и крај на секое зло. Оттаму е и Содома и Гомора, односно блудство, идолопоклонство кон самиот себе. Значи, тоа е Мудрост Соломонова 14.27. Значи, како што рековме, служењето на идоли. Ако ти одиш во црква и гледаш некои сликички таму, дали Исус е напред и назад и те видиш Богородице Вседржителке, Спасителке. Тоа е идолопоклонство. Тоа е македонската народна религија од неолитот и античка Македонија внесена во православие, прекупирана во католицизам. Потоа богомилите бегаат од Македонија, ги бркате, бидејќи ви велат дека тоа е идолопоклонство, и се поттикнувачи на протестантскиот движење. Таму влегуваат човечки доктрини, правила,
без дух, кога имаш амбиција да бидеш повеќе, затоа вели не барајте мнозина да бидете учители, кога духот не ве води, па читаш некои туги книги, некој што пророкувал пред 100 години. Ние зборуваме за текстови кои слегуваат, еве ги овие. Слегуваат во духот, тој е учител, не велите никога на земјата учител. Пастир, татко. Значи, деца, служењето на идоли недостојни да се споменуваат, недостојни да се споменуваат, а ти му се поклонуваш. Слава ти, Господи Исусе Христе. Се почеток, причина и крај на секое зло. Мудро Соломонова 14:27. Кому му се восхитуваш, кому му се поклонуваш со труднику, кого го славиш. Не заборавајте кога Исус беше искушуван во пустината. Сатаната му рече, ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите власти, сите царства на овој свет, кој е минлив, има рок на трајање. А Исус му одговара, не за сатаната и смртта, само на мојот татко му се поклонувам. Така и јас му се поклонувам и велам не за сатаната и смртта, да за Исус, само него го славам, со труднику кого ти го славиш. Исус е на помош, да, не, што е повеќе од тоа, од лукавиот е. Ете, тоа е целата суштина. И потоа доаѓаме до оној стих, тие не влегуваат самите во Царството Божие, им забрануваат на другите да влегуваат. Доктринарното христијанство, телесното, македонската народна религија, прави голема штета, ги плаши луѓето да дојдат до Исус, но тука ќе одговараат водачите на заедниците. Па видете сега, какви се тие Христови ученици кои не се љубат меѓу себе, бугарите, грците, србите, албанците, русите, украинците и така натаму, кои се исто така православни. Ми вели еден свето православие, тој е болен, има стравови, седи дома, неговиот даскал исто така болен, 100 операции прави. Со раните негови нели сме исцелени. А и ти ми зборуваш за други рани, за други работи. Значи идолопоклонството, поклонување на идоли се почеток, причина и крај на секое зло. Ете, тука е проблемот. Тука е проблемот и ти, некој не знаејќи се поклонува како Савле, кој ги гонеше христијаните, но таткото небесен Исус видува што има во неговото срце и го направија Павле. Така да, секој може да направи нешто. Петар, например, му велат бегај од мене сатано, претходно му велат на тој камен ќе изградам црквата. Треба да го изгониш тој Петар во тебе, тоа што сакаш ти, тоа што ти го нуди светот, ќе се заљубиш овдека, например, во Вровската агора. И видете ти убаво место и сакаш да си живееш тука, а тој ти вели стани да си одиме од овде. Треба да работиш за Царството Божие. Те сакам, Господи Исусе Христе, и денеска ја прославувам Твојата победа над смртта, сатаната, демоните, болките, болестите и страдањата во моето душа, во моето срце, во заедницата со трудници, во македонскава земја. Се враќам во Твоја собственост, ја предавам Македонија во Твои раце и велам не за сатаната и смртта. Те молам за сите сотрудници за исцелување на очите, колковите, нервите, нозете, рацете, дишните органи, сите органи, од органи на гревот да бидат органи на Твојата праведност. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз било кој од вас. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз било кој од вас. Го отварам моето срце, кажи, и те примам, Господе Исусе Христе, само Исуса го славам и нему му се поклонувам. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус, од земјата до небесата Исусе и само Исусе. Исусе и само Исусе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Дали сакаш да се вратиш? Дали го бараш Царството Божјо? За се да ти се придодаде, се е можно за оној кој верува. Не за сатаната и смртта, да за Исус во мојот живот. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине. Бегај од нас, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Исусе и само Исусе, се претопувам во Исусовата љубов. Амин. Прави и ти така. Оди и не греши повеќе, за да не те снајде уште нешто полошо. Амин. Таа болест не е за умир,
slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani, Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani, Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal, той ќе стане најмил